Меѓу две граѓански иницијативи кои ќе ги обработиме во Македонија наутро, првата беше за немнозинските заедници, а втората е за нешто што треба да се случи во Скопје. Не ви откриваме за што е, ќе слушнете во разговорот. Одиме со тема туризам и со информација од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за тоа како помина нашето присуство на ИТБ Берлин со фокус на одржливоста на дестинациите. Ова утро доктор Липче Јаневски, директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, е гостин во Македонија наутро. Добро утро. Добро утро. Да се биде во Берлин, ако не си бил во Берлин, не ја познаваш Европа. Тоа е еден од главните културни, туристички, уметнички и секакви центри на стариот континент, со децении, со векови наназад е еден од највлијателните градови и сега оваа година Македонија дел од ИТБ Берлин од 7 до 9 март. Прво, дали сте задоволни како оценка од присуството наше таму? С повеќе од 150 земји, повеќе од 5600 излагачи, 27 изложбени хали, гламурозно отварање на Берлин 2023. Еден од слоганите беше "Добре ни дојдовте повторно", бидејќи ИТБ Берлин е најголемата светска туристичка берза оваа година на фокусот на B2B или бизнес to бизнес, бидејќи после 3 години повторно се рестартира туристичката индустрија токму преку овој саем. Без разлика на самиот саем, ние и оваа година во Берлин се представивме со поголем број на туроператори. Секоја година растеме. За жал 2020 година тоа беше и првиот саем со кој што ја покажа суровоста на пандемијата, бидејќи беше одложен во месец март. За после тоа да се избориме повторно да се видиме, повторно да ги подадеме рацете, да се ракуваме и да кажеме дека веќе туристичката индустрија е скоро закрепната од пандемијата и процентот на намалување на дестинациите или светот е некаде минус 37, додека ние сме подобри во резултатите како и Европа, но бројките кажуваат дека веќе 2023 година треба да ги очекуваме подобри резултати од 2019. Македонија се покажа во фокусот на одржливоста, на еногастроконцептот, на авантуристичките форми на туристичка понуда, незаборавниот и незаобиколниот Охрид, главниот град Скопје и голем број на туроператори склучија не само договори, туку најавија голем број на летови. Која беше примарната цел Македонија да се представи на Берлин? Да, ние треба да бидеме туристичка земја, затоа што имаме многу туристички капацитети од различни типови, летен, зимски, селски, планински, рамнински, не знам веќе како го делите типот на туризмот. Меѓутоа, главното по долгата пауза, предпоставам, беше да се воспостават, односно да се ревоспостават конекциите со сериозните туристички партнери. Кога се застана во 2020 година, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот заедно со туристичкиот сектор го формираше координативното тело за да помогне во туристичката индустрија и да ја насочи владата за мерките кои што треба да помогнат во оваа област, бидејќи туризмот како област и како економска гранка влие директно или индиректно врз повеќе од 20 останати. Всушност 15.000 луѓе кај нас се вработени во овој сектор и дополнително ни се потребни секогаш повеќе сезонски работници. Всушност, закрепнувањето наше во туристичката индустрија во 3 чекори. Прво, со кампањата Дома си е дома, зелените коридори да се намали минусот во 2020 година, тоа е суровоста на пандемијата. Успеавме да паднеме помалку и како регион и како држава од Европа, ни овозможи 2021 веќе да го отпочнеме вториот чекор. Регионот и традиционалните пазари за веќе 2023 година да размислуваме и храбро да се зафатиме кон рекордите кои што требаме да ги постигнеме заедно со туризмот, заедно со гостителството, бидејќи 2022 година си го покажа своето позитивно лице во друг сегмент. 480 милиони долари во туристички промет, токму во македонската економија од туризмот и гостителството, всушност овозможи да ни биде за 21% повеќе од 2019 година. Тоа ја покажува кондицијата, тоа покажува каде треба да одиме, но она за кое што самиот регион, но и Европа имаат перцепција за нас, покрај тоа дека сме последна неоткриена туристичка дестинација за голем број на европски туристи, всушност и одржливоста на дестинацијата и одговорноста кон локалното население. Токму затоа и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот потпишта 4
4 меморандуми за соработка со еминентни асоциации и организации за зелени дестинации, за одржливост во туристичката индустрија, за одговорно патување, што е темел за понатаму да можеме не само да развиваме на вистински пат дестинацијата, туку и да овозможиме на поголем број на помали групи на туристи да уживаат во нашите специјалитети, во нашето вино. И се надеваме и сме сигурни дека 2023 и 2024 година ќе работиме покрај на промоцијата, покрај на зајакнување заедно со туристичката индустрија и на обележување на винските патишта, на подобро валоризирање на дестинацијата, да отпочнеме на скромно ребрендирање и се она што се вели можност да ги постигнеме резултатите од далечната 1988 година, која што всушност беше и најголемата година со број на ноќевања 3,7 милиони во Македонија, но разликата во туристичката индустрија од тогаш до 2019 и сега е диаметрално различна. Промоцијата е едно. На фотографиите, на видеата може да се истакнат најдобрите моменти од едно нешто. Тоа најдобро го знаеме ние што работиме низ медиумите. Меѓутоа, каква е реалноста? Пред известно време беше пласиран по социјалните медиуми еден најавен спот за туризмот во Монголија, сега мала паралела, на кој што Монголија беше представена со снежни предели, подобри од Швајцарија, со рамнини, подобри од не знам, некоја друга земја која што е најатрактивна во тој поглед, со планини кои што се поубави исто така од некои други земји, со езера, со води кои што се поубави исто така од некои други земји кои што се најекспонирани според, ќе кажеме, речниот, езерскиот или другиот туризам. Колку Македонија реално ги задоволува критериумите на современото туристичко движење и колку Македонија реално нуди квалитет во оваа сфера? Фокусот во оваа и 2024-та, всушност ние ги сега работиме за 24-та, 25-та година, е на неколку сегменти. Еден е топ 20 дестинации кај нас. Тоа значи дека требаме да се пофалиме со 43 езера, 4 национални паркови. Можност се повеќе, како што вели мојот колега, градоначалникот на Ресен, да видиме луѓе кои што со двогледи со сати чекаат да видат некоја одредена птица, тоа се бртвочерите. Фотосафарите, луѓето кои што се повеќе се задржуваат во дестинацијата. И всушност, дигиталните номади, за кои што имаме дури признание од Европа дека сме втор хаб во Европа по можности. Веќе работиме заедно, така, веќе работиме со Министерството за внатрешни и за надворешни работи да им овозможиме поголем престој на тие целни групи на туристи. Да не бидат само 90, да бидат цела година. Сушност тие се модерните луѓе кои што имаат, ги спојуваат одморот и работата или воркейшн, да овозможат што повеќе да живеат кај нас, да работат со своите лаптопови на далечина и да уживаат во откривање на дестинацијата. И покрај тоа што сме можеби волуменски мали, можеме да се поврзуваме со другите дестинации. Тоа е одличниот проект кој што го работиме за Cross Border. Заедно со Република Србија, Република Грција, се извинувам, со кој што заеднички на сајмот во Милано за прв пат ги прикажавме двете дестинации како една. Голема порака во туристичката индустрија, голема победа за туристичката дипломатија. Всушност тоа е чекорот на кој што треба да чекориме во наредните години. Азиските туристи и туристите од третите земји не ја прецепираат Македонија само како една точка или една туристичка дестинација. Се повеќе ќе се потрудиме кинеските туристи да не посетат и да овозможиме мали олеснување на изистите за туристичките групи да ја посетат токму и нас. Се очекува некаде во 2024 година со потполното отворање на Кина, Балканот да го посетат помеѓу 350.000 и 500.000 кинески туристи. Едно предградие во Кина. Тогаш доволни се само за нас 10% од тие да имаме дуплиран број на ноќевања или повеќе од 200 до 300.000 затоа што кружните патувања се од 14 и 21 ден, а кај нас ќе уживаат во 2 до 3 дена. Но за тоа мораме да бидеме подготвени и да работиме. Сега има одредени дестинации од кои што оваа година ќе надополнуваме минус, има дестинации од кои што и годинава и годините кои што се пред нас, кои што се примарни и секундарни, ќе се фокусираме максимално да овозможиме поголем престој на туристите во нашите дестинации. Всушност, треба работиме на повеќе полиња. Но не смееме да заборавиме и младите кадри. Ние веќе започнавме од вчерашната посета на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Средното стручно училиште во Охрид, да видиме каква е состојбата таму, што можеме да помогнеме, што можеме заеднички да сработиме, но тоа ќе го направиме на ниво на целата држава, после заедно ќе ги засукаме ракавите со
со туристичкиот сектор, со бизнис Задржете филата. ги младите дома. И потоа Задржете ги младите и дома. велиме дека повторно да издигнеме иста струката која што е многу значена и сега ни недостасува во наредните години повторно да имаме да се гордееме, а тие да ги добиваат соодветните надоместоци за тоа што ќе дадат. Всушност, туризмот, како што расте во 2022-2021 или се враќа на стапките, ние треба да одиме чекор понатамо и се надевам дека ќе успиеме во тоа, како се вели, не само да му дадеме на човекот риба, туку да го научиме како да ја фати. Да, никој не може подобро да го представи своето од оној на кој што тоа е нели негово, од оној што изворно го доживува тоа. Задржете ги младите дома, потрудете се да го направите тоа. BBC, кога ние што работиме во државните медиуми, ќе го слушнат ова име, веднаш се концентрираме 200 до 300%. BBC се споменува како еден од соработниците на Македонија, кој што би се залагал за подобра промоција на нашата земја. Дали е ова навистина реално, дали е ова навистина можно? Се е можно, ако се работи. Всушност, ние долго години работиме не само со BBC, работиме со останати медиуми, работиме со Lonely Planet, пласираме информации, пласираме текстови. Меѓутоа е најавена соработка на многу повисоко ниво. Да, ќе се потрудиме заеднички да сработиме покрај нашите скромни буџети. Во овој случај работиме со повеќе енергија, бидејќи и нашата дестинација е таргетирана во еден сегмент на големата медиумска куќа BBC за нови дестинации. Всушност, тие самите се понудија да соработуваат со нас и да овозможат на своите гледачи, на својата публика, една нова дестинација во еден сегмент Добро утро, каде што ќе ја представат, ќе кажат зошто е потребно да се патува кај нас, одредени карактеристики, одредени места, одредена промоција, а се тоа ќе го направиме заеднички. Всушност, може би нема да не чини многу материјални средства, но затоа ќе не чини многу љубов, многу работа, многу енергија, многу посветеност и соработка на многу полиња со нив. Всушност, се тоа што ние можеме да им го представиме, се тоа што ние ќе ги заинтересираме, очекуваме некаде до есен да имаат фан трип или информативно патување токму кај нас, да не посетат на неколку дена, да видат зашто треба да пишуваат и зашто пишуваат и всушност да уживаат во, како што велате самите, државата која што многу луѓе ја нарекуваат сончева. Она што ќе го каже BBC, тоа е Библија во светот на медиумите. Ви посакуваме многу успех на тоа поле. Подпишавте многу меморандуми, влеговте ги продолживте старите и влеговте во нови партнерства. Првиот ден беше, според извештаите, повеќе од успешен, преговори за чартер линија Букурешт-Охрид. Така е. Покрај веќе потврдените чартер линии кои што се со традиционалните и во овој случај ги вративме, тој е третиот сегмент во туристичката индустрија за наше подобрување, всушност да ги фокусираме традиционалните пазари и да создадеме нови секундарни од кои што ќе ги поврзуваме дестинацијата кај нас со нови чартер линии или сезонски линии во текот на годината. Успеавме 2022 со Избир Скопје да стане редовна во текот на 12 месеци. Успеавме заеднички со туристичката индустрија, со туроператорите кои што многу помагаат во овој сегмент, да имаме линијата во 2023-та од Белград за Охрид и покрај тоа што многу имавме скептицизам од некои структури 4 пати неделно. Успеавме веќе да ги имаме од 1 април и првите кружни патувања од Шпанија токму за кај нас преку Франкфурт, бидејќи со Lufthansa ќе имаме 10 пати неделно лет и ќе биде одличен хаб за останати дестинации. UK 2 пати неделно во среда, почнувајќи од јуни за Охрид, чартери, потоа традиционално со Туи и со Корендон од Холандија. Уште една дестинација од голем странски туроператор кој што преговараме, се надеваме во многу брзо време ќе објавиме. Тоа веќе ќе овозможи создавање на нова целна група и нова дестинација која што активно. Дали сплите во овој круг на... Секако, Загреб Скопје зголемен обем на летање, Сплит Скопје сезонска линија, Букурешт Охрид најавена, веќе продолжуваат преговорите со туроператор од Романија за поврзување. Поголем број на романски туристи кои што се многу квалитетни, продолжува и на линиите Катовице Охрид, Варшава Охрид со чартер летови, поголем број на полски туристи, кружни патувања, но
се надевам дека и поголем интерес на патување кои што ќе ги имаме не само како дневни во Охрид, туку и со 1 до 2 ноќевања на поголем број на други туроператори. Всушност регионот е многу значен за нас, бидејќи во 2019 година 51% од вкупниот број на странски туристи беа од регионот. Очекуваме поголем број на српски, на албански туристи, турски туристи да се вратат во кондиција во која што беа во 2019 година и токму нашата кампања Вкуси го животот или Тест Лайф, кој што веќе почнуваме на големо да ребрендираме дестинацијата, да се овозможи пред се фокус во 2023 година и покрај нашите скромни средства на агенцијата за првиот дел на годината, веќе се искористени 80% реализирани. Ќе имаме кампања во повеќе земји, овој пат ја вклучуваме и Хрватска, всушност тука е Косово, Албанија, Полска, Турција, Србија, Бугарија и Хрватска. Земји од кои што очекуваме поголемо зголемување на туристи за 2023 година и традиционални пазари кои што според мене ќе дадат добар раст помеѓу 15 и 20%, бидејќи во 2023 година очекуваме намалување на домашните туристи, но тоа треба да застане со бројките од 2019 година, што повеќе да ни останат во дестинацијата, да ги реинвестираме средствата од туристите, додека очекувам помеѓу 30 до 40% скок на странските туристи во 2023 година и повеќе од 3,2 милиони ноќевања, односно да почнеме да чекориме и тоа доста храбро кон 3,7 и 4 милиони ноќевања кои што верувам дека се достижни некаде 2025 година. Домашните капацитети, тука во едно купче ќе ги ставиме сите, и големите, и малите, и средните, и оние што планираат да пласираат туристички капацитети. Како тие реагираат на најавите за зголемен обем на туризмот во Македонија? Имаат ли тие кондиција да се тркаат со она што ќе дојде од надвор, да овозможат се што е потребно за задоволството да биде на високо ниво и туристите повторно да се вратат? Ме радува фактот дека се поголем број на ја би кажал, хотелиери и приватни сместувачки капацитети, заеднички одиме на саимите, ги споделуваат искуствата, ги гледаат европските регионалните практики и се подобруваат во своето поле. Тоа што ни е потребно, тоа е не само да учиме едни од други, не само да веруваме едни од други, не само да соработуваме, туку да ги следиме тековите на во моментов искристализирана, но многу конкретна побарувачка од страна на туристите. Треба да ги заборавиме одредени практики од 2019 и пред пандемискиот период. Сега веќе имаме целни групи и мотиви кои што до тогаш можеби не биле во фокус на туристите. Мали сместувачки капацитети, мали групи на туристи, подолг престој во дестинацијата, повеќе вонпансионско трошење, повеќе истражување, секој ден различни екскурзии, споделување на искуства, поголема социализација со локалното население. Ние всушност треба секојдневно да работиме со локалното население и да ги подобруваме, да ги подобруваме меките вештини кај локалното население, дека тие луѓе се тука и да им го пружат тоа нивниот живот, повеќе воркшопови, повеќе работилници, каде што ќе можат да научат повеќе да готват со домаќинките, да отидат на полињата и да видат како се гаи виновата лоза. Сепак ние сме 15-ти во светот по извозот на виното и тоа е голема. Практично да го вкусат животот во Македонија, со сите да го абсорбираат со сите сетива. Вкуси животот во земјата која што има скоро 300 сончеви денови. Ако успеавме во 2022 година, која што многу касно Европа се отвори, веќе во март, во април, да се насмевнеме и да кажеме 2.850.000 пати добро утро на некој друг јазик, да ги пречекаме, тогаш зошто да не успееме тоа да биде над 3,2 милиони пати во 2023 година? Ние сме луѓе кои што на смевката не одликува и не разликува од останатите нашата љубезност, но мораме да признаеме дека треба да ги засукаме ракавите сите. Може би ѓубрето не е мое, кажано лошо, но затоа Македонија е во моето срце и требаме да изчистиме и да се грижиме за незе, бидејќи природата не смеја
не е наша, сме ја позајмиле од идните генерации. И нешто во многу подобра кондиција треба да оставиме. И тоа е можеби мојата порака сега. А ние започнавме заедно со општините и туристичкиот сектор една скромна кампања која што се вели чисто како дома. Нашата дестинација е всушност нашето огледало. Треба да излеземе што поскоро од лимбо состојбата, да кажеме дека не е само на нас ни врне облачето, туку патриотизмот да го покажеме на многу други начини. На многу ситни победи кои што ќе не донесат 2023 година и годините кои што се пред нас. Да гледаме повеќе насмејани лица, да гледаме повеќе млади кои што ќе дојдат повторно назад, ќе ги дадат и ќе ги прошират искуството од таму, ќе создадеме услови за нивен бизнис и да се гордееме со економијата и со бројките кои што ни следат. И да бидеме поубаво место за живење, нели местото е убаво, меѓутоа луѓето некако се надеваме дека ќе дојде до генерални промени. Љупче Аневски, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, ова утро на тема ИТБ Берлин со фокус на одржливост на дестинациите. Слушавме многу интересни, многу убави нешта, искуства, да се надеваме дека сето тоа ќе се реализира и вратата на студиото на Македонија на Утрови е секогаш отворена. Благодарам. Се вели ако сите заедно работиме, ништо не е невозможно.